Го респектираме правото на Македонија да биде дел од НАТО. Се надеваме дека што поскоро ќе посакаме добре дојде во алијансата. Македонија постигна импресивни економски резултати. Таа е на вистинската страна на Европа околу мигрантската криза. Клучни пораки од повеќе британски лордови и пратеници со кои се сретна делегацијата на ВМРО-ДПМН предводена од лидерот на партијата Груевски. Британската пратеничка Ширил Гилан ја истакна британската поддршка за членството во НАТО алијансата и ги поздрави позитивните економски резултати на државата. I very much hope that before too long we can welcome Macedonia into the NATO family. I remember several years ago first meeting the Prime Minister when I was at the European Bank of Reconstruction and Development, and I was impressed then about his plans for the economy and for what he was trying to do to improve the employment prospects in Macedonia. And I've been delighted to meet with him again here in the UK and to hear about his success with the economy, and particularly that he has reduced unemployment from 38% down to 24%. We all know that that is important to our citizens, and I hope that he will be successful in the future in helping boost the Macedonian economy. Според лордот Каланан, Македонија направила економски реформи во насока на подобрување на стандардот на граѓаните и постојат потенцијали за соработка. Ја почитува одлуката Македонија да ја затвори границата поради мигрантската криза. I think the possibilities for cooperation are high. We respect the right of Macedonia to join the EU and hopefully in due course NATO as well, and look forward to cooperating with you in those organisations. And we're extremely impressed with the economic reforms that you've undertaken and the economic progress that you are making. We totally respect the decision that you took to close your borders, and I think we're lucky that we're on the far side of Europe rather than the centre of the problem. It's a very difficult, intractable issue. Груевски ги информирал за реформите во економијата, за политичката криза, напорите за исполнувањето на стратешката цел на Македонија членството во НАТО, како и предизвиците кои произлегуваат од мигрантската криза. Груевски се сретна со Дейвид Лидингтон, кој е актуелен лидер на долниот дом на британскиот парламент и е доскорешен британски државен министер за Европа. Дадовме многу податоци, многу информации за многу позитивни трендови во Македонија, но и за многу предизвици и начинот како гледаме ние на нив и како треба да се надминат и разрешат. Се видовме и со господинот Лидингтон, човек кој што добро го познаваме, затоа што ја посети Македонија минатата година од позиција на министер за Европа во владата на Англија, сега е на многу висока позиција во британскиот парламент и имавме разговор со него, со човек кој што има можеби најголемо знаење за Македонија, споредено со сите останати. Го апдетиравме со најновите информации и случувања, перспективите до изборите, но и после изборите, што треба и може да се очекува. Ги слушнавме неговите размислувања, неговите информации. Вчера пак Груевски имаше средби и со председателот и подпредседателот на конзервативната партија Патрик Маклоглин и Марк Филд.